Вечерва, убиство на младо момче, убит за убиство и на вистината. И плюс, младите, конечно на улиците, се бие битката за правда. Стартува шоуто, од кое и баба Рога се плаши. Почитувани гледачи, добро вечер. Пред една недела на площадот Македонија во Скопје згасна еден млад човечки живот. Или поточно кажано, пред една недела на площадот Македонија во Скопје брутално беше прегазен еден млад човечки живот. Се случуваше тоа во моментите кога се славеше изборната победа. Да, на самиот крај на изборите кои политичарите обично ги карактеризираат како пресвртна точка во едно општество, како едно ново поглавје кое треба да донесе промени во животот на граѓаните. Но на 22 годишниот Мартин Нешковски не му донесе промени. Тие моменти во неделата после полноќ му го одзедоа животот. И што е најтрагично, животот му го зеде припадник на специјалните полициски сили, некој кој треба да го штити животот на граѓаните. Но не е само овој случај. Полициската бруталност имаме случаеви и во изминатите години. Веројатно овој случај само ја прили чашата, веројатно една од клучните работи беше и обидот за прикривање на убиството и молкот од страна на институциите. Што се случуваше од неделата досега, кој го уби Мартин, кој му помагаше, кој го прикриваше убиството, кој лажеше, кој манипулираше. Што се случуваше во изминатата недела, следува ретроспективата. Да, веројатно забележавте дека се префоливме на друга сценографија. Поскоро една година емитување, конечно добив и пулт, добив и столче, па не морам веќе да стојам и да ме болат нозеве. Да, имам веројатно барем уште 2 минути да зборувам на оваа тема, ама како што забележавте, вечерашната емисија ќе биде сериозна. Одиме со хронологија на настаните. Понеделник, 6 јуни во 12 часот на своите мејлови А1 телевизија и останатите медиуми го добиваат редовниот полициски билтен. Тоа е оној билтен каде МВР ги поместува сите работи кои се случиле во изминатото дено-ноќе, секаде каде што полицијата реагирала. Во него не е споменато никакво убиство, односно никаков инцидент кој се случил на площадот изминатата ноќ. Колку за споредба, во истиот билтен е спомената сообраќајна незгода која се случила во неделата на 45 минути по полноќ, од прилика истото време кога е споменато и убиството, но убиството го нема. Понеделник, нешто по 15 часот, портпаролот на МВР Иво Котевски одржува пресконференција за апсењето на Љубе Бошковски. Помеѓу другите прашања добива и прашање за убиството кое се случило 14 часа претходно. Да ја слушнеме изјавата на Котевски. Таков настан воопшто не е пријавен во Министерството за внатрешни работи и доколку имате какви било сознанија и информации, ви стоиме на располагање за да го пријавите настанот. Дали настанот бил пријавен и дали во МВР имале сознание, ќе се навратиме подосна, одиме понатаму со хронологијата. Понеделник 16 часот, 1 час по оваа пресконференција, новинската агенција Макфакс прва излегува со информацијата за убиството, иако тогаш се уште не се знае дека се работи за убиство. Веста вика вака: 40 минути по полноќ на площадот Македонија пред Мепсот, засега непознати причини починало непознато лице на возраст од 23 до 25 години, потврдија за Макфакс од СВР Скопје. Момчето било донесено од страна на 4 до 5 лица од площадот каде се одржувал Баскерфест пред Мепсот, бидејќи според докажувањата на сведоците му се слошило, велат од СВР Скопје. Викната е брза помош на лице место и констатирана е смрт. СВР Скопје излегла на лице место и извршен е увид по наредба на истражен судија, телото е предадено на обдукција. Работиме на утврдување на идентитетот на лицето, изјави од СВР Скопје за Макфакс. Според СВР Скопје, првични траги на насилство нема, но обдукцијата треба да пресече законечната причина за смртта на момчето. Понеделник, нешто пред 17 часот, Нетпрес прв објавува вест во која се зборува за убиство, а не за слошување. Насловот гласи: припадник на полициските алфи претепал момче до смрт, тврдат очевици. Веста оди вака: припадник на специјалната единица алфи синоќ околу 40 минути по полноќ на градскиот площад во Скопје до смрт го претепал 23 годишниот Даниел од населбата Ѓорче Петров. Очевидец кој бил во тој момент присутен на Баскерфест за Нетпрес потврди дека врз момчето бил извршен брутален напад. Веста подосна се покажува како точна, нели само со тоа што наместо момчето не се вика Даниел, туку се вика Мартин. Веднаш по објавувањето дело македонската Твитер заедница започнува протест на фонтаната во градскиот парк во Скопје.
Потоа, понеделник 19 часот А1 вести. За прв пат на телевизија се објавува ова информација. Снимена е изјава на очевидец. Гледам само еден дечко како го брка и одеднаш падна дечкото се сопна помеѓу клупа тука кај Форнети киоскот. Му мамна еден бокс, значи брутално буквално. Бокс, нога во глава, го фати за глава, од клупата го лупна и пак уште еден бокс и кога го виде дека не мрда, го фати одеднаш, го крена на клупата, го стави, почна да се преправа божен вода дека бара и зема го попрска, ги викна другите од обезбедувањето, дечкото не даваше сигнали на живот, значи знаци на живот, кај него воопшто немаше. Значи, изјавата е емитувана во вестите на А1 во понеделникот во 19 часот. Во истиот прилог пуштена е изјавата на Иво Кутевски, каде Иво Кутевски вели дека немаат информации за убиство, изјавата која што ја слушнавте претходно. Во меѓувреме, протестите се префрлуваат на плоштадот Македонија, на местото каде се случи убиството. Присутните не знаат што точно се случило и не знаат кој е убиен, но важното е дека нешто се случило и бараат одговори од надлежните. Надлежните пак, освен информацијата дека на некого му се случило и починал, информацијата на Иво Кутевски дека немаат таков случај, не е пријавен кај нив, не кажуваат ништо друго. Информации не соопштуваат и од Институтот за судска медицина, каде телото во тие моменти се наоѓа на обдукција. Протестите траат до досна во ноќта, но се уште и по 24 часа ја немаат точната информација. По завршувањето на протестите се закажуваат за утредента нови, уште помасовни протести, а наставно на Facebook по кратко време успева да собере над 15.000 учесници. Тие велат дека ќе дојдат на протестите. По кратко време, групата ја снемува од Facebook. Утредента портпарол на МВР Иво Кутевски потврдува дека од МВР реагирале кај администрацијата на Facebook групата да се избрише. Во изјавата за Алфа тој вели, цитирам: "Полицијата ќе ја блокира на интернет секоја содржина преку која се повикува на насилство." Сепак, веста за протестите и понатаму се шири по интернет мрежата, а информации за протестите објавуваат и медиумите. И утрото во вторникот осамнува без никаква официјална информација. Сите институции молчат. Сепак, веста за протестите и понатаму се шири, а во вторник околу 12 часот на пладне неофицијално до медиумите стигнуваат информации од судски и полициски извори. Според нив не е точно тоа дека кај момчето немало видливи повреди, баш напротив, информациите велат дека на момчето му бил скршен носот, а имало и видливи повреди од целата лева страна на телото. 2 часа подосна, во вторник, во 14 часот, ВМРО-ДПМНЕ испраќа соопштение до медиумите. Во него се вели следното: ВМРО-ДПМНЕ остро реагира до институциите на системот и ги повикува да ги преземат сите неопходни мерки за расветлување на случајот во кој млад човек присуствувал на прославата на изборната победа и го загубил својот живот. Интересно, 1 час по ова соопштение, во 15 часот институциите реагираат, па од МВР конечно откриваат за што се работи, односно ги откриваат името на убиениот 22-годишниот Мартин Нешковски и осомничениот убиец Игор Спасов, 33 годишен припадник на Тигрите, единица за специјални задачи, која го обезбедувала плоштадот додека ВМРО-ДПМНЕ ја славеше победата. Да, значи, ова се открива на 38 часа по убиството. 38 часа. Но, да продолжиме понатаму. Вторник попладне, екипа на А1 оди во домот на убиениот Мартин. Неговото семејство за убиството дознава дента од медиумите, неговата мајка со потресно сведоштво. Губија, тие губија, некој друг. Државата. И уште да кријам, како да кријам? Или дојде од ВМРО да го убеда син, маш ми болен човек, дека не треба да кажува така. Така? Тоа го направија. Дојде за да го убиват. И од друга страна да го молат да не кажува, да не дава изјави. Оти државата губи. Во меѓувреме протестите продолжуваат. Среда, 8 јуни, А1 доаѓа до скандалозни информации од судска медицина, кои сериозно го доведуваат во прашање тврдењето на МВР дека не знаеле дека се работи за убиство. Директорот Алексеј Дума потврди дека додека траела обдукцијата во понеделникот од 10:30 до 12:30 часот, присутни биле и представници од МВР.
Во 13 часот тие усмено биле известени дека момчето починало од крварење во мозокот поради удари во главата. Конечно на пресконференција излезе и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Таа рече дека немала намера да даде оставка, бидејќи случајот не повлекувал политичка одговорност. Според сознанијата кои ги соопшти Јанкуловска, откако Тигарот Спасов го претепал до смрт младиот Мартин, побарал помош од 20 полицајци кои викнале брза помош и го пренеле на тревникот пред МЕПСО. Осомничениот убиец во меѓувреме заминал од местото на настанот, а од екипата на итната помош констатирана е смрт. И плюс, многу важно, министерката потврди дека на увид на лице место излегле од СВР Скопје. И пред да ги поставам прашањата кои сите ги интересираат, уште една работа. Според информациите и снимките на Ајден, Спасов во 2008 година работел како дел од обезбедувањето на премиерот Груевски. Од кабинетот на премиерот најостро ги демантираа сите овие информации, ама сепак не објаснија што правил Спасов на снимките позади премиерот. И иако министерката Јанкуловска рече дека Спасов со устна наредба бил ангажиран до 24 часот, не кажа што или кого обезбедувал, а фотографиите на весникот Време покажуваат дека оди позади премиерот Груевски од седиштето на партијата па се до плоштадот Македонија. Ова се случуваше после полноќ. Како што изјави братот на убиениот Мартин, тој се обидел да се качи на бината, каде бил премиерот за да ја честита победата на изборите. Не му било дозволено, а баш поради тоа започнала расправијата и претепувањето до смрт. За крај, прашањата. Прво прашање. Што правил Тигарот Спасов вечерта на плоштадот? Дали бил дел од обезбедувањето на премиерот Груевски? Ако бил, тогаш информацијата на братот на Мартин на вистина има смисла. Дали Мартин бил претепан до смрт затоа што се обидел да се качи на бината? Друго прашање. Кои биле полицајците што му помогнале да го пренесе телото на тревникот пред МЕПСО? И зошто дозволиле да си замине од местото на настанот? Дали тие знаеле дека Мартин бил убиен и го премолчиле тоа што ги прави соучесници, или пак поверували во верзијата на осомничениот убиец дека на Мартин му се случило и во едниот и во другиот случај? Зошто го пуштиле Спасов да замине од местото на настанот? Друго прашање. Кој бил лекарот што констатирал дека на телото на Мартин немало повреди, ако од судска медицина вела дека му бил скршен носот и имал други повреди, а левата страна на телото при обдукцијата била во распаѓање? Зошто МВР реагираат во администрацијата на Facebook за да се избришат групите во кои се најавуваат протестите? Во насловот и описот на групите нема никакви повици за насилство. Да, во групите има индивидуални постови, но постои можност да се бришат поединечно. Дали МВР ја злоупотребува својата позиција и тоа што во администрацијата на Facebook не разбираат македонски, па ги брише групите за да го спречи организирањето на овие протести, а со изговор дека во групите има насилни повици. Ако толку многу сте загрижени за насилството на Facebook, ви повикувам да реагирате и во други случаи. Има многу други групи кај кои дури во насловот има повици за насилство или ликвидирање на јавни личности. Групите стојат со месеци. Овие групи за протестите нема повици за насилство во насловот и описот на групите, но сепак стоја само неколку часа пошто беа избришани. Друго прашање. Кој се заканувал на семејството на убиеното момче да молча за случајот? И најважното прашање, дали МВР и институциите се обидоа да го скријат убиството? Како тоа СВР Скопје констатирале дека на телото нема траги на насилство, а обдукцијата покажа дека на телото имало видливи и прилично сериозни повреди. Како тоа Иво Котевски не знаеше за убиството во понеделникот во 15 часот, кога представници на Министерството биле во Институтот за судска медицина уште 5 часа претходно, од 10:30 до 12:30 часот. Како што кажа директорот Алексеј Дума, тие во 13 часот усмено биле известени дека момчето починало од карварење во мозокот поради удари во главата. Ако Тигарот Спасов самиот се пријавил во понеделникот поплане, зошто МВР тоа не го соопштија уште тогаш? Зошто институциите за убиството известија дури по 38 часа откако сведоштвата се објавија во медиумите, а низ главниот град започна и протести? Има само две објаснувања. Ако се случило убиство, а екипа од СВР Скопје излегла на терен, но констатирала дека нема убиство и пласираше информација дека на момчето му се случило и немало видливи повреди, се работи за неспособност. Ако на СВР Скопје може да им се провлече убиство, тогаш прашање е колку сме безбедни со вакви служби.
Ова е страшно, но второто објаснување е уште пострашно. Ако екипата на СВР Скопје знаела дека се работи за убиство, и ако уште утрото во понеделникот од Институтот за судска медицина им кажале дека момчето починало од крварење во мозокот поради удари во главата, а Иво Котевски и СВР Скопје велат дека не знаат или дека на некого му се слошило и починал, тогаш институциите на системот се соучесници во прикривање убиство. Ова се двете логични објаснувања на молкот на институциите. Ако има трето, повелете, кажете. Што значи, дали ако немаше сведоци и истите тие сведоци не им ги кажеа своите сведоштва на медиумите, а младите не излезеа на протест, дали сега ќе знаевме за убиството? И ако ова е точно, тогаш колку пати претходно се случило истото? Ова се прашања кои мора да се одговорат. За лагите и манипулациите на провладените медиуми и нивните мегафони воопшто не би сакал да говорам. Цела среќа што нивните лаги дека протестите ги организира опозицијата не им поминаа, не допреа до младите и не успеа да ги одвратат од намерата да протестираат. Честитки до младината, која конечно се освести, се надевам дека на ваков начин ќе го изразува својот револт и ќе ги бара своите права и во иднина. Поздрав, чао!